Денешниот брифинг е посветен на една информација која сакаме да ја споделиме и со вас и со граѓаните, е многу значајна за нашиот уставен суд. Тоа е информацијата дека едногодишното председавање на нашиот уставен суд со Балканскиот форум на уставни судови оваа есен, поточно ноември, од 12 до 14 ќе биде крунисано и заокружено со една голема и значајна меѓународна конференција во Охрид. На таа конференција е потврдено досега учеството на 30 на високи представници од уставни судови, меѓународни институции и организации. Регуларни земји членки на Балканскиот форум се Македонија, Албанија, Бугарија, Косово, Турција и Црна Гора. Значи тоа се членките на форумот. Покрај членките имаме и земји што се со статус наблюдувачи, тоа се Босна и Херцеговина, Хрватска, Романија и Грција. Од поканетите гости, како специјален гостин ќе биде председателот на најстариот уставен суд во Европа, председателот на Австрискиот уставен суд. Тој ќе биде специјален гостин, право на домакинот е да кани специјални гости. Ние се одлучивме за најстариот суд во Европа, тоа е Австрискиот уставен суд. Неговото учество е потврдено. Од гостите ќе бидат поканети председателите и потврдено е веќе учеството на Египетскиот уставен суд, на Уставниот суд на Азербејџан, поканети се Кореја, Конго, Узбекистан и Шпанија. Сите овие покани имаат логика, бидејќи сите овие земји или председаваат со азиските форуми на уставни судови, африканските форуми на уставни судови и Шпанија како досегашен председавач со светската конференција на уставни судови. Поканети се представници од Европскиот суд за човекови права, од Венецијанската комисија и од Асоциацијата на франкофонските уставни судови. На свеченото отварање поканети се и нашите највисоки представници од политиката, но и од правосудните органи. Поканета е председателката Гордана Силјановска Давкова, поканете премиерот Христијан Мицковски, поканете спикерот на парламентот Африм Гаши и првите луѓе на највисоките правосудни инстанции во државата. Во центарот на меѓународната конференција ќе бидат прашањата за зајакнување на довербата на уставните судови и заштитата на владењето на правото во услови на современи демократски предизвици, како и една сесија посветена на уставното судство во дигиталната ера. Во рамките на форумот ќе се одржи посебна, вообичаено се одржува посебна настан, тоа е состанок само на членките на која ќе бидат трасирани наредните правци на развој на Балканскиот форум, на кој ќе се усвои и Охридската декларација. Малце кратко за историјатот на овој форум. Значи, овој форум е создаден во 2023 година на иницијатива на Македонскиот и на Бугарскиот уставен суд. Првиот состанок е одржан во Софија 23 година, вториот состанок на кој учествував и јас беше во Приштина. Третиот минатата година беше одржан во Турција, во Анталија, и таму ние го добивме честа да председаваме. Што подразбира председавањето со Балканскиот форум? Тоа подразбира земјата што председава, односно председателот на судот што председава, да ја го представува форумот и на меѓународни настани. Во тој контекст јас учествував на Африканскиот конгрес на уставни судови, што се одржа оваа година во Каиро. Но остварив и билатерални посети на Грција и на Србија. Едната земја е со статус наблюдувач, другата земја не е со статус нити на наблюдувач, нити на полноправна членка, а идејата на Балканскиот форум е, штом го носи името Балкански, сите балкански земји во еден момент да станат дел од форумот. Зашто го правиме тоа?
Затоа што јас имав честа да го представувам овој суд и на Европската конференција на балкански судови и на светската. Во рамките на посебно на светската, многу е важно регионализацијата, регионалната соработка на уставните судови. Од тој аспект, но и од аспект на суштината на работата, за што е нашата соработка, а таа се сведува на размена на позитивни искуства, секоја од земјите има што да пренесе на некоја друга земја, да научиме од искуствата, да не учиме од собствените грешки, што е една од балканските стандардни мани, туку да учиме од позитивните примери. И морам да признам дека тие 3 конференции, од кои на 2 јас учествував, се исклучително значење. Да земеме за пример последната. Стандардизацијата на човековите права беше централна тема. Сите земји и на нашиот континент, и на нашиот регион, Балкан, и во глобални рамки се соочуваат со предизвик да ги стандардизираме човековите права. Да не биде едно човеково право во нашата земја третирано на еден начин, во соседната земја на друг начин, во трета земја на трет начин. Сакам да кажам дека се многу корисни и многу значајни овие средби. Да, ние почнувајќи од денес, кога веќе ја објавуваме оваа информација на нашата веб страна, постојано ќе го апдейтираме делот каде што ќе го снабдуваме со информации како пристигнуваат. Таму веќе ќе биде ставена и програмата, точните теми на 3 сесии кои се очекува да бидат реализирани со темите. И ако сте приметиле во изминатиот период, овој состав на Уставниот суд навистина придава посебно значење на неговата и меѓународна афирмација, но и на прибирање на искуствата од другите судови. Значи, во услови на меѓузависност, буквална меѓузависност, не е само економска меѓузависност во светот, не е само, environmental независност, и уставно-правната независност, кога веќе ви кажав за стандардизацијата на човековите права, се повеќе се наметнува како нужност, и ние, препознавајќи ја таа нужност, барем од кога сум јас председател, навистина посветуваме многу внимание на нашата меѓународна соработка со една клучна цел: да научиме колку можеме повеќе и да учиме од туги грешки, да не учиме од сопствени грешки. Многу кратка илустрација зашто е важно. Многу земји, ние сме една од ретките земји што ја немаме воведено уставната тужба или жалба. Опсегот на заштита, непосредна уставно-судска заштита на човековите права по нашиот устав е исклучително лимитирана. Значи, исклучително лимитирана. Многу земји што пред нас ја имаат воведено, веќе ги воочуваат слабостите од воведувањето. Значи, ги воочуваат грешките. Дали се грешките во опфатот, дали ги опфатиле сите, дали се грешките што ги стеснуваат само на уставните права. Некои земји се придржуваат само на Европската конвенција за човекови права. Значи, има многу искуства што кога ние ќе треба, кога ќе дојде моментот, јас се надевам дека ќе дојде тој момент, дека тоа би било исклучително добра вест за нашите граѓани, да не ги повторуваме грешките. Ова е најмала илустрација што можам да ја кажам што значат меѓународните искуства. Јас тука ќе запрам, доколку имате прашања поврзани со темата, повелете. Па добро, нема проблем, и знаете дека овој суд е транспарентен и дека се што е интерес на медиумите стоиме на располагање да одговориме. Добро, по вчерашната реакција на својот јавни обвинители на јавното обвинителство околу непостапувањето на измените за своите заплати, кога се очекува да одлучувате по ова прашање? Видете, не е непостапување, значи погрешно е формулирано. Значи ние
овој уставен суд негде на почетокот на годината поведе постапка за оценка на уставноста на законот за платите на јавните обвинители. Откако поведе постапка, владата дополнително направи намалување на коефициентите на платите и на садницата на која требаше да се одлучува, судот предлогот на судијата известител не доби мнозинство. Гласовите се поделија 4-4. И тоа не значи непостапување, за да можеме повторно ние да го гледаме тој предмет. Затоа што во правото има, не може два пати истите за иста работа. Или треба да добијам јасно од судиите дека има промена на став, или да се комплетира судот со деветиот судија. Затоа што во тој случај деветиот глас ќе ја пресуди работата. Што се однесува за платите на Советот на јавни обвинители, по предметот се постапува и деловничките рокови се уште не се поминати. Знаете дека овој состав на судот се само ограничи со донесувањето на актот. Нема веќе чување предмети. Судијата известител има 6 месеци за да го извади, односно да го достави предметот до председателот на судот. Откако ќе го достави до председателот на судот? Јас имам можна само 30 дена, во рок од 30 дена да го изнесам на седница. Сега, бидејќи имаме сериозен наплив на предмети, многу предмети, некогаш јас сум тој што морам да ги пробивам роковите, меѓутоа и во тој случај одам редоследно, по како ми се предадени, по ден и датум, како ми ги предавале судиите предметите, затоа што невозможно е на една седница да се решаваат повеќе од 7, 8, 9, 10 предмети. Што значи има многу мал застој, меѓутоа тоа не е како во минатото. Во минатото ние сме имале предмети и по 7-8 години што биле чувани од судии. Или за законот за платите на судиите веќе одлучено? За тој предмет е одлучено. Може ли бидејќи нели јавноста ги гледа како на иста страна судството или како судии, политичарите така ги представуваат, зошто се одлучи така за судиите? Зошто има одлука и се одлучи веќе, а за обвинителите, за обвинителството нема? Која е разликата, да кажем? Видете, ќе се потрудам колку е најможно неутрално, бидејќи жив е предметот и не можам да... Дел од ставовите на судиите веројатно ги имате слушнето, зашто на таа седница беше јавно прикажувана. Мојот став веројатно сите го знаете. Значи, јас и тогаш на моите колеги им кажав и сега истото го тврдам. Ако правосудството го гледаме како еден автомобил, и во тој автомобил целта е да стигне до една цел, до една точка, а таа точка е враќање на довербата кај граѓаните. Сега метафорично да се изразам. И во тој автомобил ние сме воочиле два пропусти, два квара, две работи што не се како што треба. Едната е платата на судиите, другата е платата на обвинителите. И ако го решиме само едниот од тие два дефекта, не верувам дека со посакуваното темпо ќе стигнеме до целта. Затоа што тие се дел од еден систем. Државата е систем. Во тој систем, доколку секој еден орган ја свири својата мелодија и не се слушаме, тогаш ќе личиме на растиман оркестар, а не на... Значи, треба да се слушаме. Секоја една од властите треба да ги слуша потребите на другите власти. Сега, дали има разлика, ме прашавте? Има разлика. Има разлика во уставните гаранции на нивната независност и самостојност, и тоа е неспорно. Значи, судската власт е посебна власт. Власт. Правосудството е дел од државниот механизам. И таа не ги ужива истите гаранции како судската власт, независноста и самостојност. Но сепак ужива некакви уставни гаранции за самостојност. Неспорен факт е дека има послаби уставни гаранции од судската власт. Неспорен факт. Ако гледаме она брутално, формално, формалистички. Но ако гледаме суштински, за суштината на работата, но и плюс меѓународните стандарди.
зашто и тие, како и судската власт, уживаат меѓународни стандарди за нивната самостојност и независност, и исто како и за судската власт. И за обвинителството, меѓународните гаранции викаат дека мора да ја уживаат самостојноста и независност. Изразена дури и преку нивните плати. Затоа што меѓународните стандарди викаат дека платите на судиите и на обвинителите се нераскинлив дел од нивната статусна независност и самостојност. И да сумирам, да, има разлики. Има разлики. Во уставната поставеност, во уставните гаранции на нивната судската власт има независност и самостојност, обвинителската власт, условно да наречам, има самостојност, но ако ја гледаме суштината на работата и суштината на проблемот како држава што го имаме, за мене барем како судија нема дилема. И јас сум дел од тоа мнозинство што поддржува дека да, и платите на обвинителите треба да бидат соодветни на нивниот статус и на нивните обврски, и на нивните должности. И не само ова. Веројатно знаете, јас не повеќе пати јавно имам кажано. Јас сум еден од оние што се залага на правосудниот систем, да му се дадат неопходните услови за работа. Видов дека оваа влада веќе им доделила не знам колку вработување, што значи еден од сегментите го поправа. Со наша одлука решен е еден од, условно кажано, проблемите. Гласовите се поделија по тој предмет, заплатите на членовите на обвинителскиот совет, предметот е во работа, штом биде доставен и тој ќе биде разгледуван. Не можам да предвидам. Очекуваме комплетирање и на суд и на Уставниот суд, нас ни фали еден судија. Ние често имаме скоро да секоја седмица да не можеме да донесеме одлука. Или 4-4, или ако еден судија не е тука, 4-3, и тоа не е добро. И тоа не е добро. А се надевам дека бев јасен. Значи, во суштина не може да се поистоветат. Али тоа е она формалистичко гледано. А ако го гледаме суштински, за мене нема дилема. Треба да бидат изедначени. Затоа што не можеме да вратиме до вербата на граѓаните. Но, еве можност, јас и јавно сум кажал, мораат да испорачаат. И судската власт, и обвинителството мора да превземаат, и тоа јас би рекол, радикални чекори, за да ја враќаат до вербата на граѓаните во системот. Мораат да испорачаат. Што е испорачувањето од борба за нивната самостојност и независност? Никој не ја подарува самостојноста и независноста. Никој нема да дојде и да им рече повелете. Не. Секогаш е процес на една институционална борба. Борба со судиите или обвинителите што ја срамат фелата, што ја прават перцепцијата кај граѓаните на недоверба. А знаете, во уставното судство има една максима, креирањето на перцепција, на недоверба во правосудниот систем е директно подривање на демократските принципи на државата. И затоа ја често сум викал, политиката многу лесно го вперува прстот кон правосудството. 2% доверба имало, 3% доверба имало, немало доверба. За да се дојде до такво нешто, до 2% доверба, што е историски најниска, не може системот да биде амнестиран. Ви кажав, државата е систем. Државните органи не треба кораштиман оркестар, него треба како оркестар да функционира. Не секој да си ја свири својата песна и да не се слушаме. Треба да се слуша, треба да се помагаат. Имаме систем на check and balance, на контрола, на рамнотежа. Но тоа не значи па да се преминат границите на check and balance и да се воспостави еден систем на надмојки на една од властите врз другите власти. А кога ме прашуваат зашто, еве и колеги и во странство и медиумите, како сте се довеле во ситуација да имате 2% доверба во правосудниот систем,
Мој личен став е, не кажувам за судот, мој личен, како Дарко Костадиновски е, дека со децении наназад во оваа држава сме имале супер надмојк на извршната власт врз сите други власти. И таа аномалија, која веќе ја имаме децении, со децении, нус продуктите од таа аномалија ги сведочиме денес. Затоа е битно секој од властите да ги слуша, да има институционален диалог, да има разбирање. Состојбата во обвинителството од средбите што јас сум ги имал со републичкиот јавен обвинител е лоша. Има демотивираност, што не е добро. Ние се сакаме да ја вратиме довербата во правосудниот систем и се соочуваме со демотивираност. Имате реакција кон партиите за обид за политизација на уставите. Меѓутоа, сум дека има риторика пророки, имаше некоја реакција од туи, што се предвидува понатаму, ако се продолжи со ваква риторика? Видете, од кога сум станат избран за председател на судот, во суштина, можам дури да кажам, од моето прво интервју што беше за Мија, почна политизацијата на работата на Уставниот суд. Зашто почна? Затоа што јас во тоа интервју, тоа беше моето прво интервју, најавив дека нема веќе чување на предмети. Нема веќе сензитивни, помалку сензитивни, повеќе сензитивни, затоа што од тоа чување на предмети во ФИОКа дојдовме до ситуација во која сите сме сведоци, вклучително и она 2% доверба во целиот систем. И таа е континуирано, дали бил законот за јазиците, дали бил балансерот, дали биле одредени предмети, кривичен законник, изборен законник, улиците, за многу предмети. За мене, негде имам веќе кажано, прво, нападите од политиката и од некои државни органи кон Уставниот суд ги сметам како комплимент за работата на судот. Штом тие се нервозни, значи ние добро си ја работиме нашата работа. Зашто нашата суштина е да ја ограничиме политичката власт и да ја држиме во правни рамки, односно во уставно правни рамки. Да не ги пречекоруваат нивните надлежности. Да не влијаат врз другите власти непропорционално. Едноставно го штитиме уставниот поредок таков како што го предвидува Уставот. Тоа е прва наша задача. Втора, таа нервоза, таа политизација, за мене отвара друго суштинско, круцијално прашање. Каква држава сакаме ние да градиме? Дали сакаме држава во која ќе владее правото, држава со европски стандарди, држава во која политиката нема да биде над институциите, во која правото ќе биде над политиката, или како досега. Ја имам наречено квази правна држава, а во квази правна држава политиката е се. Таа дава, таа зема. Таа е татко, таа е мајка. Таа е над институциите. Дали сакаме таква држава? Не сакаме. Ни требаат силни, демократски институции и релевантно е кој е на власт. Институции што ќе работат исклучиво во рамките на нивните надлежности, толку, ништо повеќе. Еве земете го примерот со улиците. Протести, не знам колку. Повици на протести, ја ги нареков, тие протести се протести против владењето на правото. Зашто не ја гледаат суштината? 15 години имале можност да спроведат законската постапка. Замислете ако ние замижиме, еве да речеме условно кажано, политичка одлука. Што е политичка одлука? Да речеме во Рете одлуката на општина Тетово. Па ние утре имаме 80 држави во државава. 80 општини ќе речат, Уставниот суд има пракса, он вика, не треба законски те услови да бидат исполнети. Што може за нив, може и за нас. Второ, многу често ме квалификуваат како антиалбанец. Јас во тоа соопштение посочив два примера за улиците и во град и училиштата и во град Скопје
Иво Чаир. Како тогаш Уставниот суд рекол не поведува постапка. Зашто? Затоа што е запазена законската процедура. Тогаш што сум бил проалбанец? На еден од тие предмети ја бев судија известител. Што бев тогаш? Проалбанец, ама сега за тетово сум антиалбанец. Абсурдно, безсмислено. Затоа викам, овие напади отвараат за нас покруцијално прашање. Каква држава сакаме? Дури ако ме прашате, нас ни треба навистина нов општествен договор. Договор за да владее правото во оваа држава. Ако не го постигнеме тоа, ние уште долго, ја ќе заминам овде, вие ќе продолжите да работите, да ја следите работата на Уставниот суд. За по 10 години сакате за истиве теми да зборите со моите идни колеги. Треба да заличиме да преидеме во зрела демократија. Доста етнички теми. Тие не носат напред, тие не ни носат напред. Граѓанинот е битен. Што све не слушнавме за балансерот? Што се случи? Ништо драматично не се случи во државата. Тој ист балансер што го критикуваат и мене, и одлуката на судот, истите тие што го критикуваат, како утре ќе ги остварат нивните права во државниот апарат, во здравството, во управата за јавни приходи, во локална, ако го нема меритот? Па ја имам цел корпус на уставни права загарантирани, што треба да ги исполнувам секој ден, собственички, статусни, вакви, такви. Како? Ако нема мерит, ако се соочам со неспособна администрација, не може да ми го одлучи предметот со години, па тоа директно е повреда на правата. Затоа често викам многу, мене ме запрепастува леснотијата со која политиката ги игнорира овие суштествени потреби на граѓаните. И не е битно дали си македонец, албанец, турчин, ром. Битно е дали си способен да ја вршиш работните обврски што ги имаш, ако си вработен во јавниот сектор. На другите граѓани повторно не е битно дали си македонец, албанец, ром, да му ја дадеш услугата што уставот му ја гарантира. Правото. Затоа викам, можеби негде слушнав, нас ни треба нов општествен договор за економија, нов општествен договор за владење на правото, а не ние се враќаме во теми од 19. век. И најчесто со манипулација и лага. Ние, јас многу пати сум кажал, ја не сум политичар. И ја не можам да се тркам со политичарите во нивните изјави. Они денеска можат 5 изјави да дадат. Они можат секој ден да идат на јавни настапи. Ја не можам тоа да го правам и не треба да го правам. Дури и ова што го правам е резултат на еден вид разобличување на безобзирните лаги. Ние направивме една комуникацијска алатка на нашата веб страна. Се вика Дознај факти. Не знам дали ја имате видено. Еден пример ќе кажам. Таму има повеќе примери што е безобзирно лажење од страна на политиката. Еден подпредседател на партија излегува многу често на телевизија и не пропушта прилика да ме повика, мене како председател, му текнало на председателот, ја сменил, ставил еднојазична табла во Уставниот суд. Ете тој, подпредседател на партија, треба да си го праша нивниот пратеник, поранешен председател на Уставниот суд, кога е ставена таа табла и од кого. Значи, замислете мене, што сум станал председател во 24-та, ме обвинува и тоа на секој негов јавен настап. Може би дури е дегутантно да го збори еден председател на Уставен суд ова, но сакам да ви посочам каква е лагата. Му текнало, ја ставил еднојазична. Не е така. Нивниот пратеник, кога бил председател на Уставниот суд, во 2021 има ставено таа табла. Тоа е оваа табла. А јас ја имам ставено оваа табла. Сега, гледате каква перцепција се создава.
По принципот, ако мислат дека една лага ќе ја кажат 100 пати, дека таа ќе стане вистина, нема да стане вистина. Или за балансерот, истиот тој. Јас сум извршувал политичка сум ја спроведувал програмата на некоја политичка партија за укинувањето на балансер. 23 декември иницијативата, кога тие истите се на власт, ја поднесува државен орган, Државна комисија за спречување на комисија е иницијатор за балансерот. По редоследот, предметот дошол кај мене во декември 23 година, кога тие се на власт. Бидејќи јас бев познат како судија што брзо работи на предметите, јас за 1 месец го направив предметот, рефератот. Значи, рефератот е предаден кај председателот на судот за понатамошно постапување во февруари 24 година. Чива политичка програма? Од кај сум? Јас сум видовит да знам дека некој во политичка програма ќе има лаги. Ама тие лаги, кои ќе ги кажат 100 пати, кај некои граѓани, помагаат да создадат една перцепција и за мене, и за Уставниот суд. И не можам јас да се тркам со нив. Затоа со помош на Христина, викам како да се бориме против овие. И одлучивме, и таму има повеќе такви информации. Или, например, кој беше последниот? Левица. Сум го чувал предметот за изборниот законник, за политичкото лага. Точно има датум кога е формиран предметот, точно кога е предаден до мене, точно кога е ставен, се е во рамките на деловничките рокови. Ни ден плюс, ни ден минус. Сум го чувал. Па не сакам да ги спомнувам. Отворете ги фактите, ги има и неточните тврдења, ги има и фактите. Ќе си видим. Не сакам да полемизирам со политиката, затоа што кажувам, се уште не викам за сите, ама имаме сериозно примитивна политичка култура. И тоа е еден од, не докажав, ако реков дека каде јас ги гледам проблемите, зашто сме се нашле во такво дерече, супериорноста, надмојкта на една од властите врз другите власти, и тоа креира таков амбиент. Но, паралелно со тоа и ниската политичка култура. Значи, замислете ги, еве ја кажав сега 2-3 безобзирни лаги. Кај нас политичарите, или некои од нив, очигледно сакаат да го држат ова општество во она квази правна држава. Он да биде важен, политиката да биде важна. Не дали законот кажува, дали дава право или зема право. Политичарот што ќе каже. Не институцијата, политиката. 35 години се вртиме во тој круг. Еднашка мораме да почнеме. И тука ја гледам улогата на Уставниот суд, затоа што реално тој на врвот на пирамидата, ако тој не рефлектира сигурност, правна сигурност, владење на правото, што да очекуваме од другите? И затоа и сме мета на континуирани напади. Замислете, има политичка партија што им смета наша меѓународна активност. Со квалификации за председател на Уставен суд на друга држава. Косин Киријас го бирам. Какво е тоа ниво на политичка култура, правна култура? И сега, ние сме доведени во ситуација континуирано или да се браниме, или да демантираме, или не е добро. Тоа не збори добро за културата во нашето општество. Мораме да се поправиме. И од тој аспект, затоа имам кажано, нема компромис со политиката никаков. Никаков, за ништо. Затоа што доволно видовме. Океј. Испадне и брифинг, поголем. Па нема, секогаш имаме што да кажеме, секогаш има... Миомир, да не сакаш да прашаш нешто?
Ви благодарам многу.